Хирургот за трансплантација на срце доктор Роберт Монтгомери има страст за својата работа која произлегува од неговата собствена битка со срцеви заболувања. Имав 7 прекини на срцето и за малку ке умрев пред да можам да се квалификувам да бидам на списокот за трансплантација. Бидејќи штом ке те става на списокот, треба да бидеш толку болен за навистина да ти биде доделен орган. Во 2018 година тој добил ново срце и шанса да ја продолжи својата работа кон решавање на светскиот недостиг на органи преку ксенотрансплантација, процес на замена на човечки органи или ткива со животински. Првенствено се користат од свињите, а нивните гени се уредуваат за да се намали ризикот од отфрлање по трансплантацијата. Толку многу луѓе умираат дури и пред да бидат ставени на списокот, а потоа кога ќе бидат ставени на списокот, само 1/3 од луѓето всушност ќе добијат трансплантација. Останатите 2/3 или се премногу болни за да имаат корист од трансплантацијата или умираат. По неговата трансплантација на срце, Монтгомери, кој сега го води Институтот за трансплантација Лангоне на Универзитетот на Њујорк, се фокусирал на проучување на влијанието на ксенотрансплантацијата врз човечкото тело. Во 2022 година, семејството Капуано станало дел од истражувачка програма на Монтгомери, откако Алва Капуано претрпела тешко оштетување на мозокот. Незиното семејство одобрило телото на Алва Капуано да биде искористено на испитувања за ксенотрансплантација. Како што вели незиниот син Тим Капуано, придонесот во медицинските истражувања била една од незините последни желби. Од секога знаевме дека тоа и е важно на мајка ми. Алва Капуано добила срце од свиња и живеела со него 3 дена. Се беше успешно во однос на податоците што можеше да се соберат и срцето пумпаше и работеше непречено во тие 72 часа. Во 2023 година Монтгомери и неговиот тим извршиле историска трансплантација на свински бубрек на човек, чие тело функционирало со него 2 месеца и не го отфрлило органот од животинско потекло. Тој вели дека ова е само почеток на изнаоѓање решение во светски рамки. Ова е еден чекор напред за решение за недостигот на органи ширум светот. Следните чекори ќе бидат да се усовршат тие испитувања кај живите луѓе и да се покаже дека овие бубрези траат одреден временски период, кога личноста има корист од тоа. Без разлика дали е бубрек или срце, Монтгомери вели дека ќе продолжи да се залага за да се најде решение за растечкиот глобален проблем, за кој вели дека тој имал доволно среќа да го преживее.